Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Да, среда и започнуваме со емисијата Живот со доктор Крсте Маљановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Добре дојдовте во Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ден. Малку неблагодарна тема за бездомници, питачи или деца од улица, како сакате, но со оглед на нашето секојдневие или реалната слика што имаме, а посебно во главниот град, колкав е бројот на бездомници во Република Македонија, имате ли таков? Так. За жал и вакви појави не се случуваат. Во моментот во местото викано Чичино село, односно подрачето во општина Сарај, се наоѓа нашиот центар за бездомници, кој е со максимален капацитет од околу 150 жители, односно луѓе што престојуваат таму. И во моментов има околу 134. Бројката варира. И тоа е единствен дневен центар за лица кои се бездомници на територијата на Република Македонија. Кои се тие лица? Тоа се лица кои во основа немаат средства за живот, го изгубиле по некој основ живеалиштето од најразлични причини, почнувајќи од елементарни непогоди, пожари и други работи, и останале, што се вели, на улица. Државата нормално се грижи за овие лица, со решение на центрите за социјална работа од каде што припаѓаат, значи од целата територија на Република Македонија, овие лица се сместуваат во овој центар. Условите се нормални. Што добиваат? Добиваат значи, кров над глава, пристојни услови за живење и 3 оброци дневно. Имаме комплетни семејства таму, кои што се згрижени, исто така и поединци кои по било каков остов останале без својот дом. Центарот е многу голем, по наша проценка. Сметаме дека во еднина би требало да се направат напори, да вакви центри бидат по локалните заедници, што би значило да се намали ризикот од некакви нуспојави кои ги имаме, за жал. Меѓутоа, тоа е тоа. Се обидуваме на секој начин да ја смалиме оваа општествено негативна појава, заради тоа што таа носи и други негативни последици, меѓутоа ќе видиме и во блиска иднина да овој центар го намалиме, да во локалните заедници бидат згрижувани овие лица по кои, како што реков, по некој основ останале буквално на улица. Да, споменавте каде државата ги сместува, а кои социјални услуги државата им ги дава? Првенствено, значи, ги сместува, добиваат, што се вели, топол дом, ги обезбедува со храна и облека и комплетно им се информирани за нивните права од областа на социјална заштита, здравствена заштита, имаат право на апсолутно бесплатна здравствена заштита, каде што лекар постојано доаѓа, имаат и матични лекари, така да во цело гледано обезбедени се. Со тоа да имаат право да аплицираат на сите места што тоа се првенствено државјани на Република Македонија, да се разбереме, и со можности да добијат социјален стан, вработување и така. Со самиот добивање на овие можности и привилегии, тие го напуштаат центарот и заминуваат под кирија или на различни начини. А имате ли примери да не фигурираат никако, ни со лична карта, ни воопшто никако државјани на Република Македонија? Има, да. Сум имал и пракса, значи по некој основ Министерството за внатрешни работи, односно полицијата да ги најде, да најде човек кој можно е да биде и од здравствени проблеми, најразлични здравствени проблеми, да е заутан во Скопје и да понатака биде, мораме да го згрижиме, он не може да остане во полиција, го згрижуваме на краткотраен престој тука, додека се утврди неговиот идентитет. Исто така сме имали случај и на странски државјани,
кои по некаков основ залутале во нашата држава, ги згрижуваме, ги обезбедуваме, нормално прво се прави еден медицински преглед да се види неговата здравствена состојба, а понатаму се утврдува идентитетот и евентуално се враќа или кај роднините и пријателите, кај негови блиски, или во некој од соседните држави, кој е најчест случај. Најчесто од која националност се најголемиот број на деца? Деца би ги нарекла затоа што најчесто е. Да, во Чичино село се семејства, како што реков, за жал најчесто од ромска националност, заради фактот што дефинитивно нивниот социјален статус е многу низок и по најразлични основи, знаете, многу рано се женат, се мажат, формираат семејства, не им е обезбедена екзистенцијата, се прошируваат семејствата и за жал остануваат без улици. Имаме без дом, имаме луѓе на кои би се изгорени домовите, се обидуваме и нив да ги изгрижиме во институциите на системот и да ги упатиме по патот по кој нормално би требало да функционираат. Најчеста слика, барем во нашиот главен град, е на сообраќајниците. Можеме да ги сретнеме, но и во последно време стануваат и многу поагресивни, би рекла, користејќи опојни дроги. Так. За жал, феноменот на деца на улица го имаме кај нас. Имавме индици дека е организиран од поединци. Јас во оваа прилика би сакал да напоменам дека ние имаме во моментот 4 отворени дневни центри за деца на улица. Што значат овие дневни центри? Овие дневни центри се на територијата на град Скопје 2, еден во Прилеп, еден во Битола и еден во Охрид кој работи за време на туристичката сезона. Ова се деца во огромниот број е многу мали. Значи помеѓу 3, 4, 5, 6 години. Тоа се деца на најпрометните раскрсници во градот Скопје, во градовите Прилеп и Битола и особено во туристичките сезони во градот Охрид. Што превземаме? Дефинитивно ова е многу опасна појава. Како за нив самите, така и за возачите кои функционираат на нашите улици. Не се знае моментот кога ќе може да се случи да биде позади возилото, пред возилото и да не дај Боже се случи и сообраќајна несреќа. Државата презема многу активни мерки за сузбивање на оваа социолошка појава. Од почеток, значи, имаме редовни акции со асистенција на полиција, необележани цивилни возила, да ги собереме овие деца и да ги сместиме во една од институциите или во дневните центри или во една од институциите од системот. Скоро сите овие деца имаат родители. Родителите се негде во близина на раскрсниците и го собираат сите оние пари кои нашиот народ им ги дава од сожалување. Значи класична, апсолутно тука имаме неспорна и класична злоупотреба на децата. Што правиме понатака? Значи, после во овие редовни акции, како што реков, со асистенција на полицијата ги сместуваме, а во меѓувреме ги наоѓаме родителите. Ако детето прв пат е фатено на улица, тогаш родителот се предупредува, му се кажуваат последиците од едно вакво однесување, односно неизгрижување. Исто така може родителот со негова согласност да го сместиме со помош на колегите во овие дневни центри. Во дневните центри, еден дневен центар се наоѓа во Кисела вода, другиот во Газибаба и во овој момент би сакал исто така да споменам една невладина организација која функционира за деца на улица во општина Шуторизари. Децата во дневните центри имаат програмиран престој од хигиенски, значи се воспоставуваат хигиенски навики, им се дава храна, доручек и ручек, организирано се зимаат од нивните домови и, како што напоменав, тоа е во согласност со родителите. После одреден временски период, децата се адаптираат во нивните семејства и почнуваат со учење. Имаме деца и на 10 години кои откриени деца од оваа категорија на деца на улица,
кои нема посетено до доаѓањето во Центарот за социјална работа, нема посетено ни еден ден во училиште, а тоа значи дополнителна работа на нашите колеги, социјалните работници и другите профили да ги на еден начин адаптираат, односно да продолжат со нивна социјализација во редовните токови на животот. Да, ќе споменеме и која е функцијата на центрите за социјална работа во справувањето со овие деца од улица, но по кусата пауза. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Да, продолжуваме со емисијата Живот со доктор Крсте Маљановски. Ја споменавме агресивноста на бездомниците или децата од улица. Каква е фактичката опасност од ова нивно однесување? Огромна. Прво по нивното здравје, заради тоа што голем дел од децата може да се примети се многу мирни кога се на раскрсници, а тоа е единствено заради вдишувањето на бензоатите, односно горивото, димот од горивата што се испуштаат од автомобилите. Второ, отприлика имаме 20 на деца кои се дефинитивно зависници, почнуваат со лепаци и завршуваат или смртоносно, или во со потешки дроги. Проблем на кој во овој момент многу се работи е проблемот што треба да се сместат во психијатриска болница каде што би требало да дојде на лекување. Покрај сите овие работи што се случуваат на самите раскрсници, дел од овие деца одат во кафичи, дел дури и напаѓаат луѓе, особено странци, со еден посебен систем кој, ако го видат дека има мобилен телефон, новчаник и така. Многу се агресивни и навистина многу обрнуваме внимание на нив. Дел од овие деца што преку центри за социјална работа ги наоѓаме, дури и немаат и не се евидентирани како државјани на Република Македонија. Зошто? Заради тоа што се родени во семејни услови, не се пријавувани и навистина ни представува проблем прво идентификацијата, а после и наоѓањето на родителите. Што правиме? Правиме многу со обид да ги заштитиме. Дефинитивно, највиновни се родителите на овие деца, кои дозволуваат и кои со нивната помош, односно труд, и екзистираат. Да, и какви се постапките? Постапките, да. Спрема нивните родители. Сакам да го кажам. Да. Значи, после првата опомена, ако евентуално втор пат се видат, трет пат се покренува кривична постапка за занемарување и одземање на родителската должност. Имаше иницијативи за трајно одземање на родителската должност, меѓутоа, под притисок на дел од стручната јавност и нормално и од другите релевантни субјекти, родителската должност се одзима и старателството се одзима на одреден временски период. За жал, кај екстремните случаи не може да има голем успех, заради тоа што дефинитивно се враќаат на улица, меѓутоа тука сме ние да се обидуваме на секој начин, ако не да ова појава да ја тотално да ја се заврши, барем да се намали. Значи, бројот на децата, што е можно помалку да се намали и нивниот престој на улица. Ние сме во фаза на отварање на психијатриски оддел за деца. Го имаме бардовци, меѓутоа тоа е за возрастни, заради тоа што системот, методиката за работа со децата е многу по-различен отколку со возрастните. Тоа се деца дефинитивно кои се зависници, почнуваат со лепаци, веројатно огромен број од луѓето и ги виделе по нашите улици, меѓутоа завршуваат, велам, дефинитивно со потешки дроги и, за жал, и летално.
Да, не ја кажавме функцијата на центрите за социјална работа со справување на овие појави. Центрите за социјална работа ги идентификуваат овие лица, првенствено и служат во функција на тргнување од раскрстиците и од улиците на градот Скопје и останатите места, во смисла да со асистенција на полицијата тие ги собираат, ги сместуваат во институциите на системот и после работат како со децата, така и со родителите. Покренуваат постапки пред надлежните судови за занемарување и за поставување на децата, се изрекуваат, присуствуваат на судењата и го следат секој поединечен случај во понатамошниот дел од животот. Како што реков, ние во градот Скопје имаме 2 дневни центри за деца на улица, со капацитет од прилика околу 25 деца, каде што по стручен надзор на стручни работници, овие деца престојуваат од рано наутро па до попладневните часови. Организирано се зимаат од нивните домови и нормално организирано и се враќаат. За време на престојот, покрај воспитните навики кои би требало да се сменат на кај овие деца, се работи и на образовното ниво, заради тоа што имаме деца кои, како што и споменав, никогаш не биле во училиште, а нормално би требало да ги посетуваат основните училишта согласно на нивната. Да, има една иницијатива на списанието лице в лице. Да. Секој месец, нели, тие се дистрибутери или децата без дом. Но тоа е многу мала бројка, тоа е занемарлива бројка во однос на ова фактичката состојба што имаме. Так. Сега за сега. Така, сакаме да ја намалиме, дефинитивно сакаме да ја намалиме бројката, сакаме овие деца да ги канализираме во нормалните обштествени форми што престојат. Навистина имаме голем успех. По мој сознание од прилика 80% од децата не се враќаат повеќе на улица, но за жал се појавуваат нови. Имавме индици, меѓутоа не можевме да го докажеме дека дел од овие деца што ги среќаваме на раскрстиците организирано се донесуваат од веројатно некои криминални структури, меѓутоа, како што реков, не можевме да го докажеме. Кој систем функционираше? На родителите на овие деца им беше давана одредена сума на пари, а така да детето фактички беше изнемувано да престојува на улица, за работката да ја дава на овие, да не ги кажам. Да, и само да ги споменем оние луѓе што веќе се препознатливи барем за градот Скопје, на раскрсница точно се знае за кој станува збор, нели бездомници, но тие не се деца. Така, тие се возрастни лица. Законот не може да ги санкционира и не ги санкционира да ги тргне од улица. Ги знаеме, кај новата железничка станица постојано е еден човек кој на вистина ги користи сите бенефиции од сферата на социјалната заштита. Меѓутоа, тоа е стил на живот. Знаете, нема во светот држава каде што нема бездомници, каде што тоа е искоренето во корен и каде што ги гледаме и во најголемите градови на светот тие престојуваат, тие живеат, пензија, сепак се како бездомници. Бездомници се третираат. Многу близко на оваа локација имавме еден постар човек кој апсолутно знаевме дека е пензионер, дека е сместен во пензионерски дом, меѓутоа постојано излегуваше на улица. И докторе, за крај, како закружување на данишнава тема, има ли можност да се елиминира оваа појава? Сметам дека нема можност, меѓутоа да се намали, да. Заради тоа што Скопје стана метропола и туристичка и во секој поглед и навистина е многу грдо да се гледа како од маса на маса доаѓа детенце кое моли за пари или кој е на раскрстница, кој му е загрозен како неговиот живот, така и, да не кажам, животот на возачите. И навистина ќе настојуваме што е можно повеќе да ги тргнеме првенствено заради нивното здравје. Жалосно е да се види мајка со бебе од можеби месец дена да стои на раскрстници и да проси. Тоа е навистина недозволително и во секој случај ќе гледаме да ја искорениме оваа појава што е можно повеќе. Ви благодарам, докторе Крсте Маљановски, за денешниот разговор. Ова е Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Ана Тудевска, техничка реализација Владимир Дамјановски. Денеска е 11 мај 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија.
Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.